Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Фобос од Сонја Станковска. Пред да кажам неколку збора за романов, само да ве поканам да стиснете лайк на видео ако ви се допадне и може да стиснете subscribe на каналот ако ви се допаѓа содржината. Може да ме најдете на Facebook како читачот, да ме поддржите преку опцијата Buy Me a Coffee, линкот го има на YouTube каналот. И однеодамна почнав да пишувам на текстови на платформата Substack, тамо ќе пишувам на англиски, веќе имам 2 текста, ќе бидат некои мои мисли, осврти на книги што можеби нема да бидат на главниот канал. Ако сакате нешто во пишана форма, може да ме најдете и тамо како Александар Маџаровски. Доволно е за тоа, значи Фобос е роман кој што излезе пред неколку месеци, мислам есента некаде 2025 година во издание на Или. Оно што е интересно е што на Сонја Станковска овој е прв роман. Прочитав неколку убави коментари на Facebook, на интернет за романов, ме заинтересира, одлучив да го прочитам, навистина ми се допадна, одлучив да ги споделам на кратко впечатоците како јас го доживеав романот. Оно што е клучно за овој роман, всушност и самиот наслов, Фобос, нели тоа е грчкиот збор за страв. И стравот, ако помислиме малку, е на неверојатно широк поим, значи една основна човечка емоција која што е присутна со човекот низ целото негово постоење. Може да зборуваме како универзална емоција, страв од смртта, од болест, од страв од затворен простор, од непознатото и така натаму. Меѓутоа, оно што Сонја го прави, што е уникатно и многу интересно во овој роман, таа го зема стравот, меѓутоа го става во современ контекст, во денешно време, со денешен јазик, со денешни форми, може би малку експериментални напишувања и веројатно пробува да го постави пред нас или да направи смисла и да може би да ни покаже дека стравот е неизбежен и тука е присутен со нас и многу интересно концепиран романот и всушност многу добро начинот на кој што е напишан, многу добро се осврнува го одразува всушност и времето, цајтгајстот, духот на времето во кој што живееме, време на фрагментираност, таков е и романот, всушност фрагментираност, каде што живееме во еден порој и проток на информации, фрагментирани делчиња од информации, слики, цитати, значи вниманието ни е сведено на многу ниско ниво, а истовремено живееме во едно време на перформанс, на имидж, на маска, на некаква јавна персона која што треба да одржиме, на успех, на резултати кои што треба да ги дадеме, начин на кој што треба да изгледаме, да зборуваме и така натаму. И ни сето тоа всушност е присутен и стравот. И она што Сонја го прави многу убаво е што, како што кажав, на современа форма, значи тука поднасловот е деконструиран роман. И сега точно не можам да претпоставам за филозофски деконструкција и деконструирање широк поим, меѓутоа всушност токму таа растуреност на помали делови и архитектурата на овој роман е таква што е поделен на 3 ката со по 3 соби, нели се движиме од по-лесните нели форми или каде што не е толку страшно, се движиме кон влегуваме по подлабокото и она што можев да го лоцираме додека се движи романот неколку видови страв кои што се присутни таму и да речеме најпрво стравот од новото и тоа многу уникатно и на самиот роман, многу интересно. Сонја ни го прикажува тоа како секогаш во секое време луѓето се плашело од она што е ново, како што денес ние сметаме дека вештачката интелигенција представува некаква закана за нас и ново. И низ историјата секогаш имало нешто за кое што луѓето велат немој да се играте со оган, тоа е нешто ново, непознато, страшно, може да има некакви последици. Значи стравот од новото, она што ни е непознато, подоцна стравот од различното. Кога не можеме да го сватиме она што е поразлично од нас, тогаш имаме неколку реакции, имаме да се повлечеме, да го потиснеме, да го угнетеме она што е различно, да го игнорираме и така натаму. Значи тоа е присутно исто така стравот од неизвестната иднина, значи стравот од тоа што не очекува во иднината, како изгледа таа, дали без разлика дали на глобално ниво, на локално ниво, во нашиот личен живот. Подоцна може да зборуваме исто и за стравот од двосмисленоста, повеќе значноста, значи дека сепак нештата во
не се црно-бели и има во едно поглавје наречено Последниот македонец, каде што луѓе во разни животни приказни и сечоци од животните приказни на повеќе луѓе се ставени во контекст за кој што може да резонираме, да ни прави смисла. Луѓе сте поставени пред дилеми, неизвестност и која одлука и да ја направат може да биде исправна или грешна и така натаму. И на многу интересен начин, така повторно колажен начин, Сонја ни одава тоа чувство или тој страв дека едноставно животот не е црно-бел, животот не е толку едноставен, туку е некојаш има двосмислености и повеќе значности, значи кои што едноставно се присутни. И конечно, она што можев да го забележам беше стравот од тоа дека ќе бидеме заборавени. И дека никој нема се сеќава за нас и нема да оставиме никаква трага на овој свет. И тоа е раскажано преку една многу убава назад во минатото, една многу убава симпатична и кротка, убава приказна, која што е тука во Македонија се одигрува во Охрид. И тие стравови можев да ги лоцирам на некој начин таа прогресија на стравот кој што Сонја ни го доловува на многу еден колажен и многу интересен начин од, не знам, драма, поглавје кој што е драма од твитови до некаков речник со поими или имиња кои што се ставени под знак прашање до исечоци, животни приказни. Тоа е многу фино направено, непретенциозно, експерименталноста во романот. Некој сум скептик за тоа, затоа што знае да трне во погрешна насока, меѓутоа ако е добро направено, тоа е нешто одлично и мислам дека тоа го гледам тука во овој роман. И ако можам да извлечам една централна идеја всушност која што или она што мене ми значеше тоа дека Сонја се обидува во овој роман и дава еден опис на сегашноста, на сегашниот миг, меѓутоа низ призма на стравот, кој што е неизбежен. И она што јас можев да го заклучам, да речеме на крај, да го разберам или што ми остана со мене е дека сепак стравот, сепак неизвестноста се нешто што мора да го прегрнеме и дека нема да не напушти. Тоа е суштински дел од човековото постоење, дека едноставно мора да се помириме со тоа и неизвестноста, двосмисленоста, стравот дека ќе бидеме заборавени и општо стравот дека е нешто што е неизбежно и конечно ќе мора да научиме како да живееме со тоа. Тоа не е нешто песимистично, романот е напишан, оно што ми се допадна е современ, модерен, ведар со јазикот е супер, формата ми се допадна, значи топла препорака за Фобос од Сонја Станковска, сакав едноставно да моето доживување да го споделам, може да се каже многу работи, меѓутоа доволно е за сега. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!